Овој објект зад поликлиниката во Ченто ниту приближно не е кандидат за категоријата големи дивоградби, барем по скопски стандарди. Тоа што го прави интересен е што градбата веќе трета година е посилна од двајца градоначалници. Во 2021 година рушење на објектот најавуваше тогашниот прв човек на Газибаба од редовите на СДСМ. На општината не и преостанува ништо друго, освен два последователни чекори после помината и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Георгиевски од СДСМ замина, а веќе 2 години општината ја води кадарот на ВМРО ДПМН е Бобан Стефковски. Прво, цел септември не можевме да дојдеме до одговор од општинската администрација. Го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува и телефонски повици, пораки и се тоа. Пративме прашање до општина Газибаба, се работи за една дивоградба во населба Сингелич Ченто. И за прашањата ги даваме одговори секторот за инспекцијски работи. Дури неколку недели подоцна дочекавме јавен настан на Бобан Стефковски. На нашето прашање даде истоветување како неговиот претходник. Законот ќе се спроведе доследно. Во таа насока ќе се реализира отстранување на сите дивоградби за кои што се отпочнати надвор од законските процедури и за кои што имаме соодветни пријави. По ова ветување дојде и покана од градоначалникот да објасни како дивоградбата зад поликлиниката Ченто го преживува и неговиот мандат. Вака изгледаше во мај 2021 година. Вака во јули 2021 година, а вака изгледа денеска објектот зад поликлиниката Ченто, за кој сите знаат дека е подигнат без одобрение за градба и тоа на државно земјиште. До 2020 година на местото имало привремени објекти кои служеле за разни намени. Кон крајот на таа година, инвеститор го заградува местото и почнува да гради. Актуелниот градоначалник Бобан Стефковски објаснува дека за локацијата имало барање, но не за градба, туку за реконструкција. Собственост на одредени бараки имале таму одредени лица. Тие поднеле соодветна документација со цел да добијат решение за реконструкција на тие објекти. Општина Газибаба 2020 или 2021 има издадено таков документ, меѓутоа би го нарекол инвеститорот наместо да се ги реконструира постоечките објекти, тие ги срушил комплетно и започнал со изградба на објект кој што е со поголеми размери од првичните објекти кои што постоеле на лице место и за кои што имало издадено решение за реконструкција. Човекот што гради е жител на општината, Исни Адеми. Тој ги купува објектите во 2020 година од Чедо и Душан Филиповски, кои ги продаваат набрзо откако успеваат да ги легализираат. При тоа, земјиштето останува во собственост на државата. Кога почнува така наречената реконструкција, тогашните власти во Газибаба, начело со градоначалникот Борис Георгиевски од редовите на СДСМ, изјавуваа дека општината издала решение за престанок на градба која инвеститорот очигледно не го испочитувал, пошто е донесено и решение за рушење. Инвеститорот се жалел и го добил спорот пред второстепена комисија. Во тој период на власт доаѓа новиот градоначалник Стефковски. Но вели тој, само што го почнал мандатот, единствениот градежен инспектор во општината Газибаба дал отказ. И тогаш доаѓа до би рекол еден магичен круг каде што инспекторот, односно инспекторката од само нејзина лични причини поднесува отказ од работно место, односно јас што можам да го разберам за да не продолжи да постапува за предметите за кои што предпоставам претходно имала информации детални и предпоставам дека одреден предпоставен нејзин до тогаш успешно пробувал да ги менаџира сите овие проблеми. Еден од тие случаи токму оваа дивоградба, така? Токму оваа, да. Токму оваа. Јас останам без градежен инспектор. Законската регулатива налага дека треба да вработам соодветно лице кој што ќе треба да биде една година на работното место за да ги исполни условите за да полага за добивање на лиценца за градежен инспектор. Во месец октомври лицето веќе ги има положено тие испити, чекаме да се стекне со соодветна лиценца. Стефковски се сомнева дека претходните општински власти не биле премногу заинтересирани за отстранување на диво изградените објекти. Кажете ми, дали
би поднеле вие некоја кривична постапка против претходното раководство, бидејќи тие имаат направено кривично дело со тоа што не се постапува? Дали ќе се одлучите на таков чекор? Јас до сега имам во неколку наврати и јавно соопштено дека имам поднесено соодветни поднесоци до надлежни институции за раководењето на претходното раководство. Во тој дел имаме поднесувано и за проблематиката околу законот за градење и така натаму. Но додека дивоградбата кај поликлиниката во Ченто обстојува, со објаснување дека нема инспектор, лично градоначалникот Бобан Стефковски присуствуваше на рушење друга дивоградба во неговата општина, конкретно во село Инџиково. Како е можно за едното место да има, а за другото да нема инспектор? Измијатиот период побаравме поддршка од соседни општини со меѓуопштинска соработка. Една скопска општина не излезе во пресред, ни овозможи користење на услугите на нејзиниот градежен инспектор, меѓутоа во рок од само 3 месеци, затоа што имат и они соодветна надлежност и соодветни обврски што треба да се ги менаџират во сопствената општина. Неколку предмети се веќе завршени, додека беше градежниот инспектор тука. Имавме, како што кажа, осрнување на 2 објекти до сега и понатаму инспекторот што ми ја добија лиценцата ќе продолжи да постапува кон сите предмети за кои што имаме активна пријава во општина Газибово. Дали тоа значи дека ќе се руши и оваа дивоградба во населата Сингелиќи? Она што сум информиран јас и согласно дописите кои што ги добиваме измијатиот период, за овој предмет се заинтересирани други институции и мислам дека од претходно е веќе започната постапка во одредени истражни органи и така натаму, така да ќе постапуваме со сите институции како што налага законот. Набргу откако беше урната дивоградбата во Инџиково, Стефковски јавно кажа дека лицата кои граделе на државното земјиште секојдневно му се заканувале по живот. Го пријави случајот, а јавното обвинителство отвори предмет. Дали имате закани конкретно за оваа дивоградба во Ченто? За оваа дивоградба не сум имал до сега закон, ниту па сум имал контакт со лицето што по документација гледаме дека е градело. Меѓутоа, како што кажав, се терат одредени постапки во повеќе институции и локалната самоуправа ќе постапува во согласно со други институции со цел доследно спроведување на законот. Дивоградбата зад поликлиниката Ченто не е единствената во Газибава. Во обвинителството се води предмет за повеќе други објекти, во кои е можно да се опфатени и вработени во општината. МВР и обвинителството за 360 степени не сакаа да споделат многу детали. Стефковски беше малку поотворен. Немам детални информации за тоа кој се е опфатен од локалната самоуправа. Она што како општина ние континуирано постапуваме по поднесени барања од истражни органи, целокупните материјали што ги имаме во општината се доставуваат до надлежните институции со цел да можат тие да се ја водат постапката. Искрено ќе повторам, не знам дали има лица кои што биле вработени во општина Газибово, меѓутоа дел од раководството имам информација дека се опфатени овие постапки. Дел од претходното раководство што е, така? Да. Бобан Стефковски признава дека во моментов не го знае точниот број на дивоградби во Газибава поради големината на општината. Како тогаш да се решат, кога е тешко и да се избројат. Предлогот на Стефковски е сличен на идејата на неговиот колега од општината Центар, Горан Герасимовски од СДСМ. За веќе изградени објекти што ги имаме на територија на општина Газибово, би рекол на градот Скопје и на целата држава, да се размислува да се промени законската регулатива со цел тие објекти што се веќе изградени да не се пристапува кон уривање, туку кон конфискација од страна на државата, од страна на локалните самоуправи и слично, а потоа тој објект да се намени за потребите што ги имаме и ние како локална самоуправа, меѓутоа и за државата. Така да ние оваа тема би отвориле и на ЗЕЛ со сите градоначалници да поразговараме доколку донесеме доколку сите се согласиме донесеме одреден заклучок, тој понатаму би го пратиле во надлежни институции со цел да се направи промена на законската регулатива.